студиото со вас, Маријан Ников. Владени вести, добар ден. Министерот за здравство Сашо Клековски предмалку во владата одржа пресконференција на која ги соопшти актуелните состојби со епидемијата во Гостивар за заболените од западонилска треска, како и за проектите на владата. Значи, последниот ден се регистрирани 71 нов прв контакт. Таа бројка веќе доаѓа во рамките на фреквенцијата на инциденцата што имавме пред епидемијата, значи меѓу 50 и 100 случаи дневно беа и во деновите пред 25 јуни, така да сметаме дека настанува смирување на епидемијата. Формален крај на епидемија мора да има само кога врз основа на епидемиолошките анкети ќе се утврди дека веќе нема случаи поврзани со градскиот водовод во Гостивар. Чим нивото на резидуален хор ќе биде постигнато во сите крајни точки, кај што се мери ќе има негативни проби на крајните точки во Преводачкиот комитет, ќе каже дека водата е соодветна за пиење и подготвување на храна. Можам да кажам дека вчера се потврдени 3 случаи кои до вчерашниот ден не беа потврдени, 2 се на инфективната клиника, 1 на неврологија. Тој на неврологија потврден само на еден од тестовите. Јас вчера објаснив дека као и пациенти се прават претраги по повеќе методи на повеќе места, значи ликвор, секрети и други тестови. Има случаи што се дефинитивно не патувале надвор од земјата и со место на живење се во подачето на Скопско поле, ако можам да кажам. Таму веќе се преземени стандардните мерки. Вчера веќе реков, тоа е дезинфекција на подачето 200 метри околу радиус од 200 метри околу местото на живење на потврдените случаи, и ово го работи Центарот за јавно здравје. Значи, ова веќе не е обврска на општината, ова е обврска на Центарот за јавно здравје Скопје. Делот на проектите поврзани со програмата на владата, денеска започна мисија на Светската банка и Европската инвестициона банка за капиталните проекти во клиничка болница Штип, клиничка болница Тетово и општата болница Кичево. Во собранието денеска се одржуваат 2 седници. 2 заеми на земја кај Светска банка, предлог на законот за спроведување на проектот Скопје Европска престолнина на културата 2028 по скратена постапка и изборот на нов уставен судија се на дневен ред на денешните 97 и 119 седница на собранието. На 97-та седница на собранието пратениците ќе треба да се произнесат за предлогот за уставен судија да биде избрана судиката од Апелациониот суд Скопје Меридика Ѓоргиевска, а на дневен ред на 119-та седница се 2 предлог закони за заеми кај Светска банка. Премиерот Христијан Мицковски денеска ќе престојува во работна посета на општина Делчево, каде што ќе изврши увид на тековните градежни активности на неколку инфраструктурни проекти. Во рамки на посетата премиерот ќе изврши увид и во тековните работи на проектот за регулација на коритото на река Брегалница во централното градско подрачје. Во државава нема активни пожари заклучно со 7 часот утрово. Изгаснати се 16 пожари кои биле активни на отворен простор во 10 општини, покажуваат податоците на Центарот за управување со кризи. Според ЦУК се интервенирало на гасење на 2 пожара во општина Прилеп, со кои биле кај репетиторот на МТВ и манастирот Трескавец, и биле зафатени ниска вегетација, шипови и леска, како и ниска вегетација на местото викано Заград Десовски пат. Во село Бучим, во општина Радови, се запалила тракторска приколка, бали, слама и сушара за сушење на тутун, а во општина Гостивар гореле ниска вегетација, дрва и отпад,
како и во општина Куманово. Во Сарај со пожар биле зафатени стрниште во Горно Свиларе, мешана шума во Радуша, ѓубре кај на платната рампа Глумово, а во општина Долнина ниска вегетација во селото Белополе. Инаку во општина Валандово стрниште кај село Брајковци исто така горело. Интервенција имало и во општина Велес, во местото Дурутовец, ниска вегетација, грмушки и деградирана шума, и на патниот правец Скопје-Велес, каде што горела ниска вегетација. Пожар имало и во Тетово, каде што горело ѓубре, и во Газибава во село Јурумлјари. Инаку во општина Битола, во селото Ризари, горела ниска вегетација. Тоа се информациите ги пренесува ЦУГ во врска со пожарите во нашата држава. Депониите се сериозен проблем доколку не се контролира одлагањето на отпадот, но уште посериозен е проблемот доколку има и функционираат диви депонии. Без никакви стандарди и со сериозен ризик за животната средина и опасност по здравјето на луѓето. Во некои региони од државата се градат и нови депонии. Регионалната депонија кај Новаци се очекува да биде готова и пуштена во употреба до крајот на 2027 година. И покрај претходните доцнења во активностите, рокот останува. Градоначалникот Пецако вели дека процесот е забрзан. Набавени се комунални возила за јавните предпријатија во југозападниот и пелагонискиот регион и следува формирање на меѓуопштинско јавно предпријатие. Следува процесот на формирање на јавното предпријатие и мислам дека од тука веќе свеќе е подинамично и подинамично. Закочен беше реално процесот повеќе скоро од 7 години на веќе обезбедени средства од Светска банка и плюс грант. Зборувам за кредит од Светска банка и плюс грант од Светска банка. Не можам сега да одговорам зошто е било така. Тоа е процес кој што Министерството за животна средина го туркаше како процес. Како и да стигнавме до самиот крај, после соработката, односно меморандумот за соработка кој што сите совети го гласа, следуваше овој дел со помош на механизација возила и сите работи потребни за менаџирањето со отпад и следува последната фаза формирање на јавното предпријатие и одмah после тоа изградба на транспортните трансфер станици, транспортните станици за ѓубре кои што ќе бидат во 9 општини. Во Охрид на локацијата Маутскер, каде сега има и диво одлагање на отпад, предвидено да се изгради една од претоварните станици. Најбитно за нас, пак ќе кажам, како локални самоуправи, буквално од целиот регион, што овој процес конечно се откочи и видовме помрднување. Така да лично се надевам и можам да речеме дека сум убеден дека крајот на 2027 е реален термин за да разговараме за тоа. Според експертите, неопходно е затворање на дивите депонии кои функционираат без никакви стандарди и представуваат сериозен ризик за животната средина, но и опасност по здравјето на луѓето. Нина Ритоновска, Сител телевизија. Земјотрес со епицентар во соседна Албанија утрово е почувствуван во Струга и во околината. Потресот бил со интензитет од 3 степени според европската макросеизмичка скала. Сеизмолошката обсерваторија при Природно-математичкиот факултет во Скопје соопшти дека епицентарот на земјотресот е на речиси 144 км југозападно од Скопје со Рихтерова локална магнитуда од 4 степени. Осум припадници на ирачките народни